почитувани представници на компаниите од индустријата за организација на настани, почитуван генерален секретар на владата господин Зекири, почитувани присутни дами и господа. Денеска навистина задоволство ми е што ги подпишуваме договорите кои се однесуваат на финансиската подршка на индустријата и операторите за организација на настани со задолжително ангажирање на домашни изведувачи за реализација на настани на теми кои се одбележува еден значаен јубилеј, а тоа е 30 години независност на Северна Македонија. И задоволството е двостранно. На два пати. Еднаш што дојдовме до овој момент и второ, дојдовме и до моментот дека кога се сака и се може и ова да го направиме, иако имаше доста скептици околу дали и како овој процес ќе биде. Со оваа одлука која што ја усвоивме вчера уште еднаш на влада за одобрување на средства од буџетот на државата во висина од 61 милиони 499 илјади денари, односно околу 1 милион евра. Намените се за реализација на вкупно 33, тоест на проекти на 33 компании од оваа дејност. И сметам дека успешно заокруживме постапка со која се помогнати не само економските оператори и организација на настани, туку и голем број на домашни изведувачи и подизведувачи кои беа директно погодени од пандемијата во последната година и половина. За мене од посебно наистина значење е одзивот на овој повик, затоа што аплицираа околу 100 компании. Според претходно јавно објавените и транспарентно комуницирани критериуми, конечниот избор на проекти изнесува 33, од кои 15 се големи, 11 се средни проекти и 7 се мали проекти. Преку настаните кои ќе се организираат од компаниите во оваа индустрија, ќе обезбедиме репрезентативно и достојно одбележување на оваа значајна годишнина од современата историја на Северна Македонија и подсетување на големиот историски настан од 8 септември 1991 година, кога граѓаните на нашата земја преку масовен одзив на референдум ја донесоа големата државотворна одлука за независност и за самостојно етаблирање на државата. Ова значи дека во наредниот период во голем број на градови низ целата земја, на отворени и затворени сцени, на простори кои имат посебно значење за историјата и современоста на нашата земја, ќе го славиме нашиот најголем јубилеј. Сите тие низ различните форми на сите јазици во нашата земја ќе ги презентира сценските и артистичките видувања на најважните историски случувања поврзани со државноста, независноста и развојот на нашата држава, на Илинден, на народно-ослободителната борба, на АСНОМ, на Охридскиот рамковен договор, на договорот од Преспа и на членството во НАТО и на сите други наши големи достигнувања. Ке видиме проекти кои што ја афирмираат културата и традицијата представени преку идентитетските специфики на македонскиот народ и преку промоција на македонскиот јазик, како и настани кои одбележуваат културата и традицијата на албанскиот народ во Северна Македонија, културата и традицијата на турците, ромите, власите, србите, бошњаците и сите други заедници кои живеат во Северна Македонија и ќе проследиме културни настани на јазиците кои се зборуваат во Северна Македонија. Артистите и изведувачите ќе го афирмираат мултикултурниот карактер на општеството, мозаикот на различноста и интеркултурниот диалог на културно-историските локалитети, како и дел од културното наследство. Почитувани, би сакал да искористам оваа можност и да посочам дека јавниот повик е мерка од петиот сет и не е единствена подршка која обезбедуваме за индустријата за организација на настани. На вчерашната владина седница усвоивме и одлука за мерка од шестиот пакет, која се однесува за директна финансиска подршка на компаниите од индустријата кои имаа проблеми во работата и намалени приходи, како последица на пандемијата, во износ од 15,5 милиони денари, кои ќе бидат исплатени на трансакцијските сметки на компаниите кои ги исполнија критериумите. Секако, ова е прилика да изразам и мојата, како и благодарноста на владата до генералниот секретаријат и до секторот за односи со јавност во владата, за нивниот мал, но навистина продуктивен тим,
за успешното спроведување на јавниот повик за организација на настани со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија. Да завршам со честитки за добитниците, ви посакувам успешна и целосна реализација на вашите проекти, достојно да ги одбележиме датумите кои не обединуваат. Благодарам.